Конгресот ќе го одржи првото отворено сослушување за неидентификуваните летечки објекти или како што сега ги нарекуваат неидентификуваните воздушни феномени по повеќе од 50 години на 17 мај. Заменик секретарот за одбрана за разузнавање и безбедност Роналд Мултри и заменик директорот за поморско разузнавање Скот Бреј ќе сведочат пред подкомитетот за контратероризам, контраразузнавање и контрапролиферација на Комитетот за разузнавање на Представничкиот дом на 17 мај. Американскиот народ очекува и заслужува нивните лидери во владата и разузнавањето сериозно да ги проценат и одговорат сите потенцијални ризици за националната безбедност, особено оние што не ги разбираме целосно, рече пратеникот од Индијана Андре Карсон, демократ кој председава со подкомитетот. Извештајот објавен минатото лето од страна на директорот за национално разузнавање испитуваше 144 случаи со неидентификувани летечки објекти пријавени само од војската, но само еден бил објаснет. Другите 143 војската не знаело што се. Повеќе од половина од пријавените инциденти биле откриени со повеќе сензори, вклучувајќи и радар, инфрацрвена технологија, електрооптичка и визуелно наблюдување од припадниците на војската. Други инциденти се одликуваа и со невообичаени шеми на движење на овие објекти и невообичаени карактеристики на лет, како што е способноста да се остане неподвижно при ветрови, да се движи спротивно на ветрот со голема брзина, да се маневрира нагло или да се движи со значителна брзина без видливи погонски средства. Во еден случај, кога американски пилот бил во блиска средба со така нареченото тик-так UFO или НЛО, овој неидентификуван објект од над 70.000 стапки до морското ниво се спуштил за помалку од 1 секунда. Сето тоа било видено со голото око на пилотот, но било исто така фатено и на радарите и на целата воена опрема, со која пилотот и воениот брод Нимиц располагале. Министерството за одбрана во ноември минатата година формираше група за синхронизација, идентификација и управување со воздушни објекти со цел да се откријат, идентификуваат и запишат објектите од интерес. Министерството за одбрана многу сериозно ги зема извештаите за упади од кој било воздушен објект идентификуван или неидентификуван и го истражува секој од нив, соопшти тогаш одделот. Подкомитетот за контратероризам, контраразузнавање и контрапролиферација на Комитетот за разузнавање на Представничкиот дом на САД ќе земе збор и ќе го отпакува сето она што го знае за необјаснетите објекти во американскиот заштитен воздушен простор. Ќе сведочат представници на Пентагон и директори од разузнавањето. Представникот Адам Шиф, председател на Комитетот за разузнавање на Представничкиот дом, рече дека јавната расправа ќе го прекине кругот на прекумерната тајност и шпекулациите и ќе биде транспарентен. Сослушувањето ќе се емитува на официјалниот канал на House Intelligence на YouTube, со почеток во 7 часот по локално време. Ова ќе биде прво отворено рочиште на оваа тема од 1970 година.